Единствена Македонија како автентична национална и патриотска партија која секогаш е на првата линија во одбрана на македонските национални и државни интереси, го следи решителниот повик на народот за здружување на во моментот според нас единствените две партии кои можат да ја поразат марионетската власт во Скопје, а тоа се Единствена Македонија и ВМРО-ДПМН. За таа цел, Централниот комитет на Единствена Македонија на денешната седница одлучи да упати јавен повик до ВМРО-ДПМН за коалицијски настап на изборите на 12 април. Но под следниве услови. Под 1. Поништување на договорот со Грција за промена на името. Под 2. Поништување на договорот со Бугарија со кој што се бришат македонците во Пиринска Македонија. Под 3. Поништување на фалсификуваниот попис од 2002 година со кој албанците лажно беа прикажани дека се 25,17% и спроведување на попис кој што реално ќе прикаже бројката на населението во Македонија. Под 4. Поништување на двојазичноста, односно во Република Македонија службен јазик, македонскиот јазик со неговото кирилско писмо. И под 5. Доколку нашата коалиција меѓу ВМРО-ДПМН и Единствена Македонија освои 61 пратеник, формирање влада без учество на албанска партија. Ние силно веруваме дека овие определби се достижни и остварливи и дека коалицијата ВМРО-ДПМН и Единствена Македонија на изборите ќе однесе убедлива победа со 61 пратеник, што дава можност согласно уставот за формирање самостојна македонска влада која ќе ги поништи сите антимакедонски договори со кои што се брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Оваа коалиција може да го обезбеди опстанокот и просперитетот на народот и државата. Тоа што Заев кажува дека Преспанскиот договор е непроменлив, народот некако заборави. Заев лаже. Договорот е ништовен и затоа според меѓународното право само треба да дојде на власт народна влада која што ќе има желба и определба за поништување на овие антимакедонски договори. Овој договор според меѓународното право, значи како што кажав, постапката е децидно пропишана со Виенската конвенција за договорно право и од тука значи сега само народот треба да не сгреши на овие избори и да победи народна власт која што сето тоа ќе го спроведе. На потек е сега Мицковски. Татковината повикува Единствена Македонија од денешната седница на Централниот комитет му дава рок на Мицковски 48 часа да се произнесе по овој наш предлог, во што ќе се знае конечниот настап на Единствена Македонија на изборите на 12 април. Ви благодарам.